Од вторник приватните превозници ќе возат редуцирано, а најавија и штрајки блокади ако ЈСП не им го исплати долгот од речиси 100 милиони денари. Вестор Транс и Радос Компани веќе повлекоа 80% од автобусите и нема да возат додека не ги добијат парите на сметка. Велат дека вака не може да продолжат да возат и се приморани да ги остават автобусите во гаража затоа што не може да ги покријат тековните трошоци. Ни немаат исплатено пари повеќе од 4 месеци. Долго достигна веќе 70 милиони денари, вака повеќе не можеме да издржиме со ова темпо на работа. Принудени сме да повлечеме повеќе од 80% од автобусите. Некои сме принудени да се откажеме од возењето стално. ЈСП нема пари, сметките да си ги плати за струја и вода и цело време чека пари од градот, а градот зошто не му пушта пари не знаеме. Советниците гласаа за субвенции, а градот не ги дава парите. Кај одат тие пари? Плати немаат земено ниту вработените во ЈСП. Од ЈСП Молк не кажуваат зошто ги немаат префрлено парите кои беа изгласани на седница на град Скопје. Советникот од редовите на ВМРО ДПМН Мартин Стојановски апелира предпријатието да ги префрли парите во најбрз можен рок и прашува како може предпријатието да е во толку лоша состојба кога советниците од град Скопје изгласаа рекордна сума на субвенции. Ние како советници изгласавме повеќе од 23 милиони евра за неполни 2 години за 2024 година и во јануар 2025 година во однос за субвенции на јавното сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје. Се сомневам во работењето на менеджментот на ЈСП Скопје затоа што да се изгласуваат рекордни суми за субвенции кон јавното сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје, да не се тие да не се исплатат на приватните превозници кои се исто така крвоток на автобускиот превоз во градот Скопје е сосема негативно и би апелирал до ЈСП веднаш да ги исплатат тие субвенции. Инаку приватниците веќе почнаа да возат со намален капацитет. Ги нема автобусите со број 9, 19 и 20 во Чаири, Шутово, Ризари, но и во други делови од метрополата.